Денешната пресконференција има конкретна намена и конкретна тема во уредни мерки за справување со прв случај на африканска свинска чума во Република Северна Македонија. Како што може да видите, на денешната пресконференција присуствуваат директорот на Агенција за храна и ветеринарство господин Никол Чебавовски, председателот на групацијата на производители на свинско месо при Стопанската комора господинот Тоде Атанасовски и представник на групацијата на мали производители во Република Северна Македонија Бојан Ѓоргиевски. За почеток ќе му дадеме збор на директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство господинот Никол Чебавовски. По излагањето на сите тројца представници следуваат и прашања од вас, доколку имате, така да оставам сега простор збор на господинот Бабовски. Повелете. Благодарам. Почитувани медиуми, почитувани присутни, добар ден. Агенцијата за храна и ветеринарство во соработка со Министерството за земјоделство, шумарство, водостопанство, Министерството за внатрешни работи, групациите на производители на свинско месо, преработувачката индустрија, исто така одгледувачите на свињи, кои што се наоѓаат токму во овој регион, локалната самоуправа, пред се во општина Делчево и другите институции кои што се вклучени во ова активност од првиот ден на детектирање, односно добивање на позитивниот резултат од Институтот при Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, до денес ги спроведуваме сите оние задолжителни мерки кои што пред се однесуваат на заштита, успешно справување и на крајот се надеваме и искоренување на вирусот. Сет на мерки кои што се превземени во изминатиот период се однесуваат на оние мерки кои што се во радиус од 3 километри од местото на појавата на првото жариште или заштитната зона и оние сет на мерки кои што треба исто така да се спроведат во радиус од 10 километри, односно зона под надзор. Во радиусот од 3 километри, она зона која е најмногу изложена на влијанието на вирусот во овој момент, уништени се до денес домашни свињи, вкупно 195, односно на овој потек од 3 километри во радиус, денес немаме ни една жива свиња, направена е депопулација, со тоа што лешевите од овие животни се депонирани во сточна јама во општина Делчево, каде се превземени сите мерки да не дојде до ширење на вирусот. Во наредните периоди продолжуваме со мерката на депопулација во радиус од 10 километри и тоа во оние одгледувалишта каде што не може да се спроведат биосигурносните мерки или во оние одгледувалишта каде што се надевам нема да дојде до случај да бидат диагностицирани нови случаеви на појава на овој вирус. Морам да нагласам и во оваа прилика дека се работи за доста или високо контагиозна болест која се јавува во домашната популација на свињи, меѓутоа и во дивата популација на свињи, со тоа што, за жал, нешто слично како и ковидот, овде немаме воопшто можност да се изврши вакцинирање или да се врши понатаму тераписки третман, односно лечење на животните. Сигурен исход на животните кои што се заразени со овој вирус, тоа е леталниот исход. Исто во овие подрачја, а и на ниво на цела држава, наредивме вореден попис на сите одгледувалишта на свињи и проверка на веќе воспоставената категоризација за примена на сигурносните мерки. Со тоа што се забранува во овој период било какво движење на приемчиви животни на територијата на цела држава, со исклучок на оние животни кои што со соодветна попратна документација ќе одат во најблиските, односно кланиците каде што ќе се врши нивно колење, а од секоја заклано животно се зема примерок и се пушта на Институтот при Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје. Исто така во заштитната зона и зоната под надзор исто се забранува било какво движење на приемчиви животни и излез или влез во оваа зона, односно тука се вклучува и транзитот, без разлика дали животните одат од незаразено во заразено подрачје, а мора да поминат низ ова заштитна зона или зона под надзор.
Се надевам дека заедно со сите чинители во наредниот период, преземајќи ги сите мерки кои што се неопходни да се преземат, ќе успееме да ја ставиме ова опасна заразна болест за свињите под надзор и соодветно понатаму да доведеме до нејзино искористување. Воедно сакам да напоменам дека сите одземени свињи, без разлика дали овие кои што беа еутанизирани и закопани во сточната јама или тие што ќе одат на принудно колење, ќе биде економски секој еден одгледувач обештетен. За секоја една свиња ќе си добие соодветна финансиска компензација. Воедно сакам да нагласам што се однесува за цело население во Република Северна Македонија. Месото добиено од свињи, кое што претходно е прегледано и за кое што е добиен негативен резултат, понатаму апсолутно не представува никаква опасност за конзумирање од страна на нашите граѓани. Благодарам. Му даваме збор на председателот на групацијата на производители на свинско месо, господинот Тоде Атанасовски. Повелете. Добар ден за почитуваните медиуми. Појавата на африканската свинска чума во нашата земја, Сдруженијето за свињарство Гицко и групацијата на производители на свинско месо при Стопанската комора на Македонија, во која членуваат клучните и најголемите производители на свинско месо во државата, обезбедуваат речи со околу 150 до 160 160.000 гоеници на годишно ниво. Ја оценуваат како исклучително вознемирувачка информација. Уште пред речиси 2 години укажувавме на големата опасност која може да се прелие од соседните држави, зафатени со оваа болест на свињите, и од тогаш до денес одржавме многу состаноци со одговорните во АХВ и МЗШВ, како и денес. На 20 август 2019 година владата на Република Македонија на својата 150-та седница донесе одлука за мерки кои се однесуваат за превентивно делување и спречување на пренесување на болеста африканска чума на територија на Република Северна Македонија. Тогаш вице-премиерот Анѓушев соопшти, цитирам: "Сведоци сме дека оние земји кои оваа болест ја потцениле, тоа скапо ја платиле цената. Токму затоа владата одлучи да презема мерки кои се порадикални, но сметаме дека токму така треба да делуваме, за да ја спречиме болеста да се појави во Северна Македонија. Со жалење можеме да констатираме дека поголемиот дел од предвидените мерки соопштени тогаш и се уште не се реализирани. Меѓу друго се предвиде тогаш итна депопулација на одгледувалиштата на домашни свињи кои не задоволуваат биосигурносен минимум. Но и уште поитно беше ветена депопулација на дивите свињи со оглед дека тие се резервоар на овој вирус и постојана закана за организираните фарми. Се ветија итни намалување на популацијата до 50%, а потоа и на нужен минимум преку организиран одстрел, мониториран, раководен и гарантиран од државата. Тогаш нашето здружение со директна финансиска помош по барање на Ловечката федерација обезбеди и потребна опрема за чување на мострите за испитување. А нешто подоцна од субвенциите наменети за свињарство се пренасочија и средства за поддршка за спроведување на овие мерки по наша сугестија. Денес оваа владина одлука е се уште актуелна и ние се прашуваме зошто и до ден денес не е реализирана. Многу време се изгуби од 2019 до денес и ете сега се соочуваме со првото жариште на африканска свинска чума кај нас. Доколку и натаму се игнорира оваа според нас важечка одлука, како и сите други неопходни мерки, во новонастанатите околности, според проценките на експертите очекуваме од 50 до 60 милиони евра директна штета во свињарството. Или се вкупно повеќе од 160 милиони евра ако се согледа во целина негативниот ефект за целото општество, повеќе комплементирани сектори кои би биле загрозени. Сметаме дека веднаш треба да се премине од зборови на дело во однос на сите досегашни владини мерки и добри планови на хартија. Екзистенцијата на голем број на семејства вработени во нашиот сектор се доведува во прашање, како и целиот макотрпно вграден сектор свињарство кој во овој момент го задоволува во потполност нашиот домашен пазар на свежо и исклучително квалитетно домашно месо. Во 2020 година, според Заводот за статистика, произведени се речиси 15.000 тони домашно месо. Со ова наше денесно обраќање до јавноста, сакаме да посочиме дека овој проблем е голем и би требало да се прифати од страна на државата како висок итем приоритет, преку реакција со полн капацитет, преку действување на сите релевантни институции на чело со АХВ, но и преку обезбедување на соодветни финансиски средства и ресурси за успешна реализација на целиот процес. Ви благодарам.
Благодарам господин Атанасовски и излагање уште на господинот Бојан Ѓоргиевски, представник на групацијата на мали производители во Република Северна Македонија. Повелете. Добар ден, почитувани медиуми. Појавата на болест африканска чума во нашата земја е многу лоша вест за сите средни, големи и мали свинјарски фарми на територија на целата држава. Иако укажувавме за опасноста од чување и производство на свињи во несоодветни услови, значи пуштени слободни во фарми кои нема доволно ниво на заштита од зарази и ширење на болести кај свињите, сметаме дека досега е многу малку направено за регулирање на овој проблем. Секојдневно сме сведоци на објави по социјалните мрежи и огласи дека во јавноста се нудат за продажба и промет свињи од фарми кои според објавените слики не ги задоволуваат ниту минималните биосигурносни стандарди. Ова е голем ризик и во поинакви времења, а не пак денес кога сме соочени со таква голема опасност по нашиот сектор. Бараме да државата постапи според закон и во ид на многу прецизна акција да спречи ширењето на оваа болест во Делчевско. Исто така очекуваме од државата да без компромис започна со реализација на програмата за итно покачување на биосигурноста по фармите и постојани инспекции и забрана за дејност за сите оние кои ќе се оглушат од покачувањето на биосигурноста со оглед дека представуваат голема опасност за сите други фармери кои на одговорен соодветен начин работат. Очекуваме и да нашите колеги фармери од загрозените подрачја согледаат оваа состојба на реален начин и соработуваат со властите во итно и потполно решавање на проблемот. Особено што денес добивме уверување дека државата ќе ги обештети сите производители на свињи и никој нема да биде оштетен. Голем број на млади фармери се директно загрозени од оваа состојба, голема закана за свињарството. Тие својата екзистенција ја гледаат во нашата татковина и се надеваме дека така ќе остане. Благодарам. И благодарам господин Ѓоргиевски. Почитувани медиуми, доколку имате прашање на темава, повелете. Јас имам едно прашање на темата и едно надвор од темата. Надвор од темата, за жал на оваа пресконференција ќе ве замолам да оставите простор за после пресод, а се што во врска со темата, повелете сега. Дали ќе има поскапување на свинското месо по појавата на африканска свинска чума во земјава? Еве, јас ако можам се земам за слобода, значи тоа не би требало да се случи, не би требало, морам да нагласам, бидејќи како што реков, производството на свежо свинско месо ги задоволува потребите на домашниот пазар и кога се однесува до производството на месо и од други видови на животни, единствено во свињарството, односно свинското месо, е во оние количини кои ги задоволува домашните производи, не сме увозно зависни, за разлика од другите видови на месо, и во до овој момент имаше и вишок кој што се пласираше преку месно-преработувачката индустрија во други финални производи. Може прашање? Да, поведе Наташа. Сакам до директорот, ако пред 2 години од групацијата алармирале за проблемот, зошто вие до сега не реагиравте? И второто прашање ми е, споменавте дека ќе ги обештетите, дали 100% ќе ги обештетите и кога ќе добиете оштета? Значи, на првото прашање, Агенцијата за храна и ветеринарство до сега испреведе сите активности, значи се изврши категоризација на сите објекти, попис редовен се правеше, еве сега наредивме и вонреден попис, за да имаме уште почиста слика, бидејќи тука се и представниците кои што се занимаваат со таа проблематика, бројот на свињи варира од ден во ден, заради тоа комплетно сакаме да имаме сликата во државата, имаше одредени забрани за увоз на месо од соседните држави и од воопшто државите и регионите каде што имаше појава на африканска чума кај свињите, така да тие мерки сите до овој момент се превземени. И поголеми и посилни држави и служби од наша, еве како што е пред неколку дена се појави истата болест и во Италија, што не ни нам утеха тоа, значи агенцијата ги превзела сите. А што се однесува до обештетувањето, јас кажав и стојам за тоа што го кажав, со ова одлично се познаваме од медиумите, секојаш сум стоел за зборот, значи обештетувањето нема да биде пониско од она колку што е пазарна или економска вредност на секое едно грло, бидејќи имаме различити категории на животни.
така да обештувањето постои правилник, постои ценовник кој ќе стапи на сила во оној момент кога ќе ги завршиме мерките, ќе ги имаме записниците, точните бројки на оземени грла, точно од кое одгледувалиште, која категорија и според тоа ќе се изврши и обештувањето и ќе биде брзо. Дали имаме други прашања на темата? Извинувам до господинот Атанасов, ако може. Споменавте дека владата не презела мерки. Кои мерки очекувате вие да се преземат сега во моментот и дали може да се соочиме со недостаток на касечко месо, на свинско месо во земјава? Нема да се соочиме со недостаток, пошто ние моментално ги задоволуваме потребите за свежо свинско месо во државата. Очекуваме се од државата депопулација на одредени одгледувалишта каде што не ги задоволуваат стандардите. Тоа се мали семејни фарми со 1, 2 и 3 и повеќе животни што го загрозуваат целото свињарство во државата. А на сила се и мерките за замрзнување на цените, значи нема да се покачува воопшто свинското месо. Дали има други прашања? Јас имам едно прашање. Колку до господинот Бабовски, колку од фармите според постојната категоризација спаѓаат во високо ризични фарми и дали би се направила депопулација во овие фарми ако постои опасност од ширење на африканската свинска чума? Значи во радиусот од 10 километри се работи за негде број на грла, ќе ви кажам по нашата евиденција, иако тој реков флуктуира, меѓутоа не многу, се работи за негде околу 741 грло, кое ќе треба да влези во процесот на депопулација. Значи тука се работи за една фарма која што е со поголем капацитет и која ги применува биосигурносните мерки и спаѓа во фарма со низок ризик, а додека другиот дел се фарми поголем дел со висок ризик и еден мал дел кој што се со среден ризик. Значи, како што кажа и господинот Атанасов, значи тука се работи за фарми кои што имаат помал број на единки кои што ги одгледуваат 2, 3, 5 најмногу. И морам да нагласам уште една, значи сите ќе бидат соодветно обештетени. Дали имаме други прашања на темата? Само едно појаснување од господинот Атанасовски. Споменавте дека голем дел од мерките кои што се донесени на владината седница пред 2 години се уште важат. Дали важи и одлуката за одстрел на дивите свињи што беше донесена тогаш? Одлуката за одстрел на диви свињи важи со тоа што во источниот плански регион е комплетно затворен ловот, пошто е ризичен. Бројот на дивата популација е многу зголемен на територија на Република Северна Македонија и затоа е дојдено до оваа ситуација на појава на африканска свинска чума ради проблемот со Бугарија, со Србија, пошто дивите животни шетаат дневно по 30 до 40 километри.